Пожарникарите од територијалната противпожарна единица од Кочани веќе 3 дена поред излегуваат на терен за да гаснат обемни пожари предизвикани од запалена слама и стрништа. Интервенциите главно се во атарите на селските населби, за да се спречи опасноста за индивидуалните објекти за живење, но и за зградите за стопански и други дејности што се во близина на огнените јазици. Неколку дена гори цело Кочанско поле, зафатена е огромна површина. Секако ние ги издвојуваме само приоритетите, како например денес имавме 2 приоритета, тоа е куќите во село Прибачево, кој блиску беше огинот, и пречистителната станица во Мојанци, кој што е објект од витално значење и воедно и произведува метан и беше во опасност да биде зафатен тој објект. Интервенираме секој дневно по неколку интервенции. За последните 3 дена имаме преку 15-20 интервенции. Подршка на професионалната територијална противпожарна единица од Кочани даваат и волонтерите од доброволното противпожарно друштво. Во периодов, да, има многу работа. Ние веќе во координација со територијална противпожарна единица сме активни на терен и действуваме заедно. Ние најпрвен во есенскиот период имавме некои подготовки кои сметаме дека се прилично доволни за да можеме да интервенираме на еден ваков вид на интервенција. Од Сдруженијето Одбор за здрав живот во Кочани ги повикаа земјоделците да се воздржат од палење на страништата, но информираа дека нудат и можно решение за проблемот со аерозагадувањето. Ние понудивме 3-4 решенија на кој начин би можело тоа да се реши, се разбира во корелација со земјоделците. Казните треба да бидат последни, а не као прва мерка према нив, така да пак апелираме доколку има некаква желба за решавање на тоа прашање, ние сме спремни да доставиме конкретно и 2 проекта. Едниот е за биомаса, кој веќе го имаме изработен и кој го обеќавме дека ќе го дадеме и сега веќе има интерес да го дадеме. Вториот е сецкалка за самите комбајни кои би правиле прашина од таа маса. Третото е третирање со азот, исто имаме еден стручен човек кој сака да го представи тој проект. И четвртото е собирање на самата слама за прочистителната станица која веќе е во тек, но мислам дека недоволни количини се за да тоа го кажеме како решение за целокупната слама која има во Кочанската котлина. Секаде сламата и биомасата ја користат како енергенци, како нешто, како богатство, единствено кај нас се третира како проблем. Така да, пак апелирам до следната година, бидејќи ова година веќе е задоцнено, да имаме некој нацрт што ќе правиме во следните години, да имаме некоја стратегија како ќе се реши сламата во Кочанската котлина. Палењето на сламата и остатоците по жефата во полињата во Кочанско се интензивира токму во овој период од годината, кога земјоделците почнуваат со подготовки на површините за престојната сеидба на оризот.